Почитувана јавност, почитуван колега Џафери, почитуван премиере, почитувани колеги и пратеници. На дневен ред е избор кандидатите за заменици министри во владата. Внимателно ги разгледав биографиите и се обидов и дополнително да пребарам по интернет, но се распрашав и помеѓу колегите пратеници, но за жал не можев да дојдам до никаква информација и допирна точка помеѓу Јани Макрадули и ресорот животна средина. Ниту научно, ниту практично. Јани Макрадули нема поврзаност со ресорот за кој го предлагате за заменик министер. Општо познато е дека Макрадули бил долгогодишен пратеник во Собранието на Република Македонија, како и несуден градоначалник на градот Скопје. Другиот кандидат за заменик министер за кој што би сакала да коментирам е Владимир Лазовски, кој што е кандидат за заменик министер за култура. Господинот Лазовски како актер има навистина богата лична биографија со долгогодишно искуство зад себе и најголемото достигнување негово во политиката е тоа што ги водеше собирите на СДСМ со доста тажен и лажен наратив, со кој се даваше уште на самиот вовед лажна слика на она што следи понатаму, како и актерските солзи на еден од вашите собири, каде што ги објавувавте нелегалните пристушкувани материјали. Сметам дека човек кој во својата кариера се замешал директно во политиката со манипулации кон граѓаните и со глума и давање лажен наратив, како што е случајот со Владимир Лазовски, не заслужува да биде заменик министер за култура. Следниот е Гоце Чекаровски, заменик министер за здравство. Освен партиските функции и неговата номинација со цел да го задоволите партискиот огранок во Битола, откако го оставивте без представник во првиот ешалон од власта, не гледам никакви други особености со кои Гоце Чекаровски сте го номинирале за заменик министер за здравство. И сметам дека со самото тоа што избегавте како партија од ресорот здравство и го дадовте на еден од вашите коалициони партнери, од самиот старт сакате да се оградите од неможноста да ги реализирате ветувањата кои ги дадовте на лекарите, но и на граѓаните во областа за здравството за време на предизборната кампања. Најголем скандал, според мене, е кандидат за заменик министер за надворешни работи Арта Точи. Да се предложи лице за втор човек на надворешната политика во Република Македонија, а истата да не може да се помири со границите на државите на Балканот. Предложената Арта Точи е автор на трудот Границите како мит, во кој пишува околу конференцијата во Лондон одржана 1913 година, каде е донесена одлука за формирање на Албанското кралство. Според неа, делови од Албанија не биле вградени во незините административни граници. Потоа нагласува во трудот дека на Балканот границите имале поинакво значење и димензии. Благодарам. И секако, господине Заев, времето ќе се покаже колку е добар вашиот избор, но за некои кандидати јас сметам дека треба добро да размислите. Благодарам.